Пуштена водата од хидросистемот Брегалница. Во моментов од акумулацијата Калиманци се испуштаат по 8 метри кубни вода. Водата е пуштена, значи 4,5 кубика по десниот магистрален канал и 800 литри по левиот магистрален канал за испирање. Исто така во река Брегалница е пуштено 2,7 кубика вода, бидејќи сите реки во моментот се на најниско можно ниво во последните 20 години. Од 4,5 кубика вода во 10 магистрален канал, 4 се за оризовите култури за сеење, додека пола кубик вода е за испирање на каналот до Свети Николе. Во меѓувреме земјоделците завршија со подготовка на нивите кои годинава ќе бидат посејани со ориз и чекаа кога истите ќе се наполнат со вода. Водата е точно на време. На време 3 мај сме и најдобро. Пред тоа имаше ниски температури и оризо сака 25 степена. Водата од водостопанство ја пуштиле во раните утрински часови, па таа веќе стигна до првите ниви. Водата и добрите временски услови се идеални за сеидба на ориз. Работа која многу оризопроизводители денес си ја завршија, но на секоја сеидба и претходат многу трошоци. Во просек околу 7.000 денари по декар. 1000 динара само имаме семе. Значи семе, квалитетно семе. 1000 динара имаме орање, фрезирање, треирање, тоа са 2000 динара. Ѓубри 1000 динара, 1500 динара, 2000 динара прскање, пестициди. Па туку лева компањо. Па крајева и кога ќе да биеш 2 денари по килограм. Годинава наместо првично планираните 5100 хектари, ориз ќе се сее за 50% помалку од лани. Вода во Калиманци има за најмногу 2500 хектари. Но ова за земјоделците и не е толку лоша вест. Помалку рис и нормално поубава цена. Тоа го ние очекуваме земјоделците. Подобро ќе биде, ќе дојде, да речеме ред, може ќе дојде, па ќе се менат полењата, така да ќе бидат и почисти, и тоа го имаме опција. И годинава во Кочанско и Чешиновско поле најмногу ќе се сее сортата Сан Андреа. Турските сорти, иако имаат пократка вегетација, не им се привлечни на голем дел оризопроизводители. Очекувањата се дека сеидбата ќе заврши до 15 мај.